Викендов битолчани уживаа во 13-тото издание на музичкиот фестивал Солистис. Црвена јабука настапија во Битола. Не ги пропуштајте најновите филмски проекции во 3D киното во нашиот град. Лутко, јас сам решен да вечно с тобом плешем. Викендов традиционално се одржа Солистис, светскиот ден на музиката. Оваа година во нашиот град се одржа 13-тото издание на Фет де ла Музик, музичкиот фестивал кој се одржува секоја година на првиот ден на летото, 21 јуни. Битола како историски франкофонски град веќе 13 години го одбележува овој ден. Десетина отворени сцени долж најмедитеранската улица во земјата, широк сокак, со настап на десетици музичари од сите музички жанрови го празнуваа истиот. Настаните беа на отворено, по примерот на европските градови. Настанот беше во организација на Француската алијанса, во соработка со Центарот за културна деконтаминација Битола и истиот представува предвесник на најдолгото културно лето во земјата, Битфест. Значи, ова година е 13-тото издание на празникот Солстис Фет де ла Музик во Битола. Почна, мислам дека првиот пат беше во 2002 година и од тогаш секоја година го има овај настан, организиран од Француската алијанса Битола, ама со огромна поддршка од градот, од општина Битола. И може да се смета како отворање на културното лето Битфест. И така, вечерва ќе има 8 сцени на цел широк сокак, ќе има различни видови музика, луѓето ќе можат да се шетат, да слушат различни амбиенти и тоа и многу сме задоволни што ете и времето ни се погоди, овај празник треба да го инициира почетокот на летото, иако сега не дојде уште летото во Битола, се надеваме дека со тоа ќе продолжиме и ќе имаме едно долго убаво културно лето во градот. Оваа година во Битола настапија пензионерската група Сирма Војвода, детскиот хор Звончиња, вокалната група Мелодиум, група Шајн, Саб Бас Джез, Кабадаја, Филип Хатче, Сања Ден Студио, неколку диџеи од Битола и многу други. Идејата за прв пат била започната во 1976 година од страна на американскиот музичар Джоел Коен, кој подосна бил ангажиран од страна на француската национална радиостаница France Music. Коен предложил цела ноќ музичка прослава на почетокот на летото, а идејата за прв пат се реализирала во 1982 година во Париз. 21 јуни се прославува ширум светот, а особено во 100 градови во Франција, но и франкофонски градови долж Медитеранот. Целта е да се промовира музиката и на аматерските и на професионалните музичари, а од друга страна на публиката да и се понудат голем број на бесплатни концерти со различни стилови музика. Легендарниот сараевски бенд Црвена јабука одржа голем концерт на ракометното во Битола. Концертот на групата, која следната година ќе прослави 30 годишен јубилеј, е дел од турнејата Без струја за душа. Лидерот и главен вокал на Црвена јабука, Дражен Жерич Жера, за Тера истакна дека им е драго секој пат кога ќе дојдат во Битола, бидејќи тука е се топло и искрено. Па ми веќе дуго долазиме во Битолу, веќе још од 80 година. Ние веќе долго време доаѓаме во Битола. Драго ми е што се уште публиката ги пее нашите песни сите овие години. Концертите во Македонија се полни со емоции. Македонското срце е големо. Следната година славите јубилеј на 30 години постоење. Како ги оценувате изминатите 30 години, вие лично?
Pa meni je to jako brzo prošlo, mislim, Мене тие 30 години брзо ми поминаа. Најбитно е дека нашата песна остана, да им помогне на луѓето кога се тажни, да ја слават радоста кога се среќни. Инаку со Огнен Неделковски имаме план да работиме заедно, сакаме да направиме неколку македонски песни. Црвена јабука им оддаде огромна почит на своите обожаватели, пеејќи ја песната од Дадо Топич Македонија, а битолската публика заедно со нив ги пееше хитовите Туго несреќо, то ми ради, Тамо где љубов почиње, Волев би да си ту, Има нешто од срца до срца и сите останати песни кои распламтуваа чувства во срцата на цела поранешна Југославија изминатите неколку децении. We've really got to work on your solo gliding there, bud. 3D киното во нашиот град е идеално место како да ги поминете вашите денови во една прекрасна атмосфера, уживајќи во најновите светски филмски проекции. До 25 јуни не го пропуштајте како да го дресирате вашиот змеј, втор дел. Возбудливото второ продолжение на епската трилогија Како да го дресирате вашиот змеј не враќа во фантастичниот свет на штук и беззабиот на островот Берг, 5 години откако змејовите и викинзите успешно се смирија, додека Астрид, Шмркавко и останатите членови на екипата постојано се предизвикуваат едни со други во трката со змејови, новиот омилен спорт на островот, нераздвоените штук и беззабиот, крстарот на небото и откриваат нови светови. Филмот е во режија на Дејан де Блоис, а улогите ги толкуваат Джей Барушел, Кристен Виг, Америка Ферера и многу други. Не ги пропуштете и проекциите на филмовите, за модните зависници филмот за Ив Сент Лорен, а во духот на светското првенство филмот FIFA Обединети страсти се гледаме на кино.